Едно од возилата кои што секако се бројува во олдтајмерите, а го имале голем дел од граѓаните на Македонија, сигурно е и спачекот. Токму за спачекот и за клубот кој што работи на зачувување на спомените на овој Citroen, ќе зборуваме во следните минути, и тоа со моите денешни гости. Велам добар ден и добре дојдовте. За Љупчо Унковски, председател на Citroen 2CV клуб Скопје, и Филип Василевски, подпредседател на клубот. Добро ве најдов. Популарниот спачек. Го имаме и тука, ни го донесовте. Го донесов моделот за да се препознае веднаш. Инаку, нашиот клуб е основан од 98 година, а иницијатор беше еден наш колега, исто генерацијски од постарата генерација, и поради учеството 97 на првиот светски собир во Холандија, Ендендам, се вика местото, каде што за прв пат со едно возило, меѓутоа со 3 членови на екипаж, учествува во тој светски собир. И така да сме од тогаш инициираме едно зачленување во клуб. Така. Љубители на спачекот, така се викаше клубот тогаш. Колку членови брои вашиот клуб, колку возила имате во клубот? Сегашниот клуб, како што е обновен пред 2-3 години, сега членуваат 17 членови, кои имаат десетина возила се во возна состојба, другите се во фаза на реставрација, со тенденција да бидат завршени. Секако реставрацијата трае малку подолго време, година, 2, 3 може да се деси, меѓутоа кога ќе се заврши, тоа возило е комплетно. И можам да забележам дека се поголем број на млади луѓе се заинтересирани за олдтајмерите. Таков е примерот и со Филип од младата генерација и може да каже тој како е заразен. Од каде љубовта кон спачекот? Љубовта кај мене е од мојот татко. Јас прво возило што памтам беше Дијана и подоцна го натерав мојот татко да купиме Дијана, од кога ја продаде, и тука више почна љубовта моја од кога го продадов јас сам својата Дијана. Тогаш ми се роди она баш љубов, кога видов дека сум сгрешил. Се потруди да исправиш грешката? Секако дека да. И тоа на едно големо ниво. Так. Со зачленување во клубот и си купив спачек. Рековте дека кога ги гледавме овие прилози, споменавте дека членовите на клубот Citroen 2CV, односно љубителите на спачекот, се малку поинакви од сите други љубители на олдтајмери. Нашата љубов кон ова возило малце изгледа како култно возило, и кога ќе влезете еднаш во спачекот, вие фактички си го менувате начинот на живот. И така се во цел свет е познат спачекот како начин на живот. Значи го менувате сакале некеле, тој вас ви влие да си го смените начинот на живот. Ако сте биле нервозни, сега сте релаксирани. Ако сте биле тажни, сега сте весели. И уште една разлика, за разлика од оние кои што поседуваат олдтајмери и кои што ги возат само во некаква пригода. Ние ги возиме секојдневно. Ги возиме не на кратки релации, одиме на подолги релации до 1000 километри. Значи сме биле во Бачка Топола, сме биле во Загреб, во Љубљана, кај пријателски клубови. Гостуваме, тие доаѓаат кај нас. Ние организиравме во Охрид минатата година еден собир балкански, каде што дојдоа 45 возила. Така да со овие возила, иако изгледаат нежни, тие се многу издржливи и не имате никакви проблеми на пат. Сега, поводот за вашето денешно гостување е она што се подготвува за оваа година, а тоа е учеството на
27-миот Светски собир. Светски собир во Постојна, во Словенија, кој што ќе се случува од 29 јули до 3 август. Така. Тие светски собири се одржуваат значи секој 2 години. Прв пат почнало 75-та година во Финска, првиот собир одржан, и веќе 52 години значи се одржуваат редовно секоја година. Исклучиво кога беше короната се паузираше таа година, меѓутоа се беше позатворено и така да. И во Словенија првиот собир тие го држаа 95-та година. Сега после 30 години тие пак добија шанса да имаат светски собир и тие се виновници зашто не натера и нас ние да се кандидираме. Тоа беше моето следно прашање, ама пред тоа да го позборуваме, спачекот ќе го возите до Постојна? Да. Секако дека да. Само ќе провериме нивото на улје и толку. И гориво ќе ставиме и возиме. Не треба ништо друго. Собирот е на 29 јули. Да. Тоа значи дека ќе треба да тргнете. Ќе тргнете 2 дена порано. Спачекот нема клима уред. Нема клима, меѓутоа има вентилација убава, еден лептиче се отвара и си дозирате колку ви треба, а инаку брзината ни е 80, од 70 до 80 се движиме, не брзаме никаде. Така И уживате во патувањето. Уживаме во природата и не брзаме нигде. Кај ќе стигнеме првиот ден, таму преспиваме. Така. Начнавте дел од она што е практично многу важно. Имате идеја, имате и поднесено кандидатура за организирање на 29-тиот светски собир на во Македонија, значи на Спачеци, кој што би требало да се одржи 2029 година. Филип, 2029 година. Што значи тоа еден светски собир, може да ви каже? Ќе се потрудиме ние да го донесеме светскиот собир во Македонија. Што значи светски собир за гледачите, да им биде појасно? Станува збор за од прилика 3 до 4.000 возила, во зависност каде се одржува собирот, и за 8 до 10.000 туристи, па и повеќе што го посетуваат тој настран. Светскиот собир опфаќа и не само ниво на Европа, нормално затоа светски се вика дека од цел свет, дури од други континенти учествуваат возила. Што сме малце поразлични од другите олтајмери? Ајде. Да го надополнам председателот, посебен правец е спачекизмот. Во што е суштината? Во тоа што гледаме секој на секого да си помогне. Независно дали го познаваме човекот или не. Најбитно е да истиот стигне на својата цел. Поради тоа што и 2 дена идеме порано, сигурно и да се случи некој дефект, некој ќе ни помогне. За разлика од постарата генерација, ние може да тргнеме и ден порано, со поголема брзина да возиме и да присуствуваме на истиот собир. Но, зошто е важно ова што го имате во моментов, а тоа е собирање потписи за кандидатурата за светскиот... На овој светски собир во Словенија ќе се гласа за кандидатурата. Меѓу нашата кандидатура секако има и други земји што ни се во конкуренција, меѓу кои и Франција. Меѓутоа Франција веќе 2 пати веќе имала домаќини биле и европските земји доста по 2 пати веќе биле и другите. А Македонија ја гледаат малку на екзотично место, неиспитано, не видено, нешто за нив е новитет, значи новина. Како туристичка дестинација, како екзотично место, со природни убавини. И сега ние треба тука да се покажеме, како ние, како членови на клубот, ќе се трудиме од све што можеме ние да прикажеме. Меѓутоа, секако ни треба и поддршка од државните институции, кои се за туризам и за култура. И секако, ако се прифатат и одредени фирми, приватни или компании, кои се настроени да сакат Македонија да промовира,
зашто крајната цел, доколку ние добиеме, 29-та година, тоа ќе биде овде, мислам, нешто невидено за Македонија. Значи, ќе дојдат 10.000 луѓе, 6 дена во еден камп, 20 дена пред тоа тие ќе доаѓаат и 20 дена после наставно тие ќе вртат уште низ Македонија. Значи, ќе ги посетат сите места, сите дестинации кај што сакат да ги видат, а има доста Македонија што да покаже. Практично со овој настан, вие не само што би ја задоволиле желбата и љубовта на љубителите на олдтајмерите, туку ќе промовирате и Македонија како една туристичка Туристичка дестинација, да. Некој вид на амбасадори ќе бидеме на Македонија. Што треба да се направи за да се гласа за кандидатурата, за да ве изберат? Вака. Значи, станува збор, обично просекот на земји кои учествуваат на тој собор е околу 45. Секоја држава таму си има право на 2 гласа и така иде гласањето. Не може да речеме ние од нашата држава преку телеволтинг или такви работи да гласаме. Значи, тоа е на лице место и што е моментот колку ние нели имаме наша гостопримливост, познати сме по гостопримливоста, ние ќе се потрудиме да бидеме најгостопримливи колку што може, но ни требаат автентични производи, македонски, храна, пијалок, такви работи за да презентираме нашата држава во што е можно подобро светло. Треба да се представиме сега во постојна, за да може да привлечеме и да предизвикаме заинтересираност за да дојдат кај нас. Така, да ги заинтересираме со некои автентични македонски производи. Меѓутоа, не е добро би било и некој културен настан да направиме, некој, дали ќе биде тоа фолклорна група некоја, дали ќе биде некој музички настап, меѓутоа, нешто мора да биде специфично за Македонија. Па сите оние кои што се заинтересирани за да помогнат, тоа може да го направат. Да. Секако имаме веб страна, може да ни сконтактираат, телефонските броеви се, веб страната е citroen2cvskopje.mk, ги има нашите контакт броеви или по пат на мејл, доколку има заинтересираност и ќе ни бидат од голема помош. Можда мало, многу мало ништо не значи за нив, ама за нас и за нашата држава многу значи. Бидејќи не станува за наша промоција, како Филип, како Љупчо, него станува збор за промоција на нашата држава. Кога сме веќе кај спачекот, доколку би имале можност сега, да речеме некој да ви понуди за спачекот што вие го имате, да ви понуди некој нов автомобил или некој нов Citroen од новата генерација? Мене, пошто сум постар, а го возам веќе 40 години, најмалку 10 пати ми понудиле да ми го откупат и не сум се предал до сега. И ми понудили и добра цена. Меѓутоа, колегата мој само им вика, не го знаете човекот, одете си. Филип? Па со мене е истата ситуација, не постои пари што може да ми го платат мојот спачек. Меѓутоа, мојот спачек, ќе кажам, не знаат сите олтајмерџи, јас го поклонив. Зошто не постоја пари што може да ми го купат, го поклонив. Да, на исто клубски колега кој се врати од Германија, поздрав до Игор. И сега во негова собственост. Тоа исто се деси пред 10 години, еден колега на состанок, доаѓа еден, ќе го кажам како пример, на 18 години едно дете прави модел од спачек, љубител детето и ние му викаме дојди на состанок да ни го покажеш моделот. И он дојде на состанок, го донесе модел и колегата мој толку беше одушевен, друг Маријан се вика. Толку беше одушевен, дете јави му се на татко ти да утре да дојдете со шлеп служба да си го земеш спачекот мој, ти го поклонува. Толку беше трогнат. Навистина сте... Значи, само може да го поклониме, не може да го продадеме. Навистина сте поразлични од сите други љубители на олдтајмерите. Јас искрено ви посакувам. Прво, добар пат до постојна, таму да се представите најдобро што може и секако да дојдете со убави информации од таму. Се надеваме, ние сме оптимисти дека ќе добиеме. Ние ќе направиме се да ве поддржиме во идејата, бидејќи станува збор не само за промоција на
клубот, Да. туку за промоција на На државата, Македонија, да. Точно. за тоа да им ја покажеме. Треба ваква позитивна една да ни се деси една позитивна работа за Македонија. А ви благодариме вас како најстара куќа за ТВ куќа што не поддрживте. Јавниот сервис е секогаш тука да поддржи благородни идеи, особено кога станува збор за промоција на државата. Јас ви благодарам вас што одвоивте време и дојдовте Благодарам и денес јас. во емисијата.